Здраво! Добре дојде во новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам за организацијата, планирањето, како чекор кон подобро ментално здравје. Организацијата вела дека почнува со убав планер. Секако, не значи дека организацијата е само цели и планирање. Паметниот запишува, будалиот памти. Дали сте слушнале оваа народна поговорка? Во неа се крие огромна мудрост. Правени се огромен број на истражувања и се докажало дека запишувањето на целите и организирањето на денот, неделата, месецот помагаат да се насочиме полесно кон нив, го држат фокусот онаму каде што треба, а на тој начин нема потреба да памтиме премногу работни задачи, затоа што истите се некаде запишани. Вашиот планер може дефинитивно да биде само една обична тетрадка, бели листови или пак да бидат сместени во вашиот мобилен телефон. Например, јас ја користам апликацијата Trello, која што е целосно бесплатна и која што нуди многу можности, има и опција да се споделат различни планови со некои други. Тоа може да бидат некои од вашето семејство членови или пак од вашиот тим на работа. Ова секако заштедува многу време, многу хартија, но сепак и покрај тоа пишувањето со рака е далеку поавтентично. Не постои добар или лош планер доколку е во склад со нашите приоритети. Одреден период од животот во планерот може да има место само за чистење и готвење, например, додека кај некого може да е исклучиво работата и кариерата. Но, кога сме премногу насочени кон едно нешто, тогаш ние не сме организирани добро, туку сме организирани само во едно поле, додека другите аспекти од нашиот живот можеби и се распаѓаат. Поентата на доброто планирање е да бидеме свесни дека обсесивното планирање е непријатно искуство и не е нешто кое што би сакале да го постигнеме. Напротив, поентата е да се организираме со помош на алатки кои нас ќе ни дозволат да имаме доволно време за бидеме спонтани, одморени, да се релаксираме и секако да постојат така наречени грешки и одлагање во самиот план. Добар план значи простор за грешки, при тоа да не биде нарушена главната цел, крајната цел. Планерот може да има место за домот, за детето, децата, вас, семејството, кариерата, работните задачи, значајни датуми, време за ментално здравје и секако за физичкото здравје. Но, покрај секоја цел која стои, значајно е да поставите систем, односно системот, налик мапа, како би работеле кон остварувањето на одредена цел. Например, целта е среден и чист дом. Системот би изгледал вака. Секоја вечер по 20 минути средувам низ домот, секој 2-3 дена ја пуштам машината за садови, понеделник, среда и петок ја пуштам машината за алишта, секоја недела го чистам тоалетот генерално, секој 2 дена ја чистам кујната, секој 2 месеци донирам фрлам работи кои не ми се потребни и така натаму. Сега, овој систем секако за секого е различен. Јас го споделувам само како пример, за да може да се разбере подобро што значи систематското планирање. Кога имате одредени денови и одредено време за чистење, полесно е да се придржувате кон тоа. Системот е низ од мали задачи кои доколку ги правите константно, никогаш нема да имате потреба да вложувате премногу енергија во остварување на одредена цел. Кратките задачи не одземаат премногу време. Како мајка, ова е единственото нешто кое мене лично ми помага, секако не секогаш, да останам доследна на плановите и системите кои што јас си ги имам поставено. Зошто? Затоа што тие мали задачи може да се прават и кога спие бебе, или кога е присутно и поголемото дете, па дури да ги користам тие мали цели како интересна активност за помош во домот и да ги правиме заедно. Согласно возраста на детето, истото може да добие одредени работни задачи и одговорности во домот. Тие нему ќе му бидат забавни, ќе му помогнат да стекне одговорност, а вас ќе ви дадат доволно време за да ја постигнувате целта која што ви е значајна. Системот нема крај
и значено е да е во склад со вас и вашите потреби. Невозможно е да постојат исти правила за сите, затоа што ние сите живееме различно, имаме различни животни искуства и околности. Сосема нормално е овие системи да се менуваат и да се подобруваат од време на време. Рутината која што се создава не може да е иста со мајка на новороденче, со мајка на поголемо детенце или на некое веќе големо дете. Како што не може да биде иста со мајка на едно дете, на две деца, на три деца, на четири деца. Не е исто дали мајката работи од дома или пак воопшто не работи. Дали има сопруг, дали сопругот е присутен, има или нема воопшто помош од околината. А истото важи и за жена која што нема дете, која што работи, учи, има партнер, нема партнер, не работи и така натаму. Системот е нешто кое што е ваше да си го направите. Најголемата грешка која што ние луѓето ја правиме е кога следиме нечив туки систем. Тоа е дефинитивно сигурниот пат кон пропаѓање. Многу често зборувам за утринската рутина и незината значајност. Сакам да посочам неколку важни работи кои што јас ги знам за рутините. Прво, има причина зошто рутината се става на почеток на денот, но јас би нагласила дека истото може да се постави и на крајот. Доколку сакате да останете посветени на одредена рутина, најдобро е да биде тоа рано наутро пред да започнат работните задачи или пак доцна навечер пред спиење. Зошто? Доколку направите рутина која е на средина на денот, например, после работа, многу е веројатно дека често пати ќе искрсне нешто и истата нема да се оствари. Например, ќе ве викне некој на ручек после работа, на after work party. Многу е помала веројатност одредена рутина да се наруши од надворешен фактор, доколку е на почетокот или пак на крајот на денот. Не е нужно да се поврзате со одреден час, туку со одреден дел од денот. Нема потреба да станете во 5 часот наутро за да ја примените рутината. Или, доколку решите да станете во 5 часот наутро, за да ја практикувате, да речеме, одредената рутина, зошто станувате во 5 часот? Која рутина треба да се направи за раното будење воопшто да биде продуктивно? Поентата на раното будење е да имате доволно време и помалку време за изговори како би можеле да поминете време во тишина за медитација, релаксација, свесно дишење, молитва, поминале време во позитивно размислување, позитивни афирмации или пак полнење на енергијата, да поминете време во визуализација, односно кратка ментална прошетка низ работните задачи кои што ви следуваат тој ден, поминете време во вежбање, 30 минути јога, трчање, велосипед, прошетка или пак кардио. Поминете време да прочитате книга, секој ден по 30 минути, читање и едукација и поминете време во планирање на денот, запишување на работните задачи, вашите остварени цели и дни со ништа што е на кое што сте благодарни и било какво друго запишување. Ова го споделувам како некои активности кои што се препорачуваат со движењето на раното будење во повеќето нови книги кои што се споделуваат, односно и стари книги, на не нешто кое што навистина мора да се прави. Истото може да се практикува и ако станете во 6, во 7, во 8 или во 9 часот. Важно е да биде дел од рутина, доколку е во склад со вас. Исто така, доколку решите да станете рано, а сте легнале доцна, раното станување нема да има поента. Најважно е да сте наспани. За добро ментално здравје, за позитивни мисли, намалување на анксиозност или било која психичка појава, најзначајно е спиењето и редовниот одмор. Кога сум кај одморот, прво нешто кое што секое планирање мора да го има е тоа да се испланира време за одмор, а доколку пак се прави годишно планирање, да се испланираат празниците, летниот и зимскиот одмор, патувањата и слично, но повеќе за ова во следната прилика. Кога правите систем за расчистување на домот, например, одредете како ќе го правите тоа. Идеално е да биде на секое 3 месечје. Сега ќе споделам, например, како би изгледал еден систем за родителство. Вклучете го детето од најмала возраст во учење на свесно и длабоко дишење.
Раскажувајте му позитивни приказни кои се поучни за вас и за него. Наметнете му здрава рутина, утринска и вечерна, која што е во склад со вашата и вашата со неговата. Зборувајте отворено за сите емоции, покажете му дека и вие имате емоции. Фокусирајте се на емоционалниот развој наместо на бројки, букви и факти. Тие работи секако ќе ги учи во текот на животот. Научете го да ја сака природата и да ја сака физичката активност. Бидете пример за здрава исхрана. Читајте книга паралелно со него. Можеби тоа нема да чита, но доволно е да гледа дека мама е занесена во нешто интересно и со текот на времето ќе му се создаде љубов кон книгите и знаењето. Бидете смирени, кога сме во хаос најчесто доцнеме, кога доцнеме стануваме анксиозни, а тогаш и децата се анксиозни. Учете го на вештини кои што вие веќе ги знаете. Сега. Доколку ги погледнете овие препораки, сигурна сум дека секој од вас ќе најде најмалку 10 идеи како да ги имплементира во план или во одредена рутина овие работи, како би се организирала подобро. Еве еден краток пример. Почнувате со наметнување на утринска рутина, миење заби, лице, пресоблекување. Продолжувате со здрав доручек кој го подготвувате заедно како би го научиле на некоја вештина која и вие ја знаете. И пред спиење раскажувате приказна која што е поучна за вас и за него. Секоја недела скоро одите на планинарење, а после секој тантрум, непријатно искуство или некоја кавга заедно дишете длабоко и му покажувате како се чувствувате. Зошто го споделив ова? Затоа што е одлично свестување дека ние сите живееме веќе по одредени системи. Оно што нам ни е потребно е да сме поорганизирани, односно да сме свесни како сме организирани и што е некој што можеме да го промениме малку или многу, како би биле подобро организирани и тоа би било во склад со нашите приоритети и нашите цели. Сите системи во животот се надополнуваат еден со друг. Например, здравите навики на кои што ќе го учите детето се и за вашата грижа за себе. Јас на Инстаграм ви поставив прашање каде најмногу имате проблем со организација и ќе ги споделам прашањата и тие одговори. Како ова епизода не би траела предолго, а потоа во следната епизода ќе споделам малку повеќе за планирањето, за поставувањето на цели, како да се поставуваат, како да планирате и како да планирате во текот на една година. Едно од почестите прашања беше не знам од каде да почнам. Па почнете од дневник за себе рефлексија. Доколку сте тип кој е премногу хаотичен и во моментов не знае каде и што сака, почнете со слободно пишување. Една недела запишувајте ги вашите несвесни системи, како се будите, што правите во текот на денот, како легнувате. Дали деновите се исти, слични или пак нема никаков ред и редослед. После овој дневник на себе рефлексија, која е секако пожелно и убаво да си го практикуваме сите, почнете со еден систем кој е најзначаен за вас. Јас ќе споделам неколку полиња на добросостојба и вие запишете ги некаде. Физичко здравје, исхрана и суплементи, емоционална состојба, самодоверба, личен раст и развој, околина, семејство, социјални односи, партнер, кариера, финанси и радост, игра и авантура. Ова се 12 полиња на добросостојба кои што се најчести кај сите од нас, меѓутоа, вие може да додадете повеќе, а јас само споделив дел кои што се најчести, а секако може тука да стои домот, децата и слично. Или пак некој да извадите. Тоа кое што ви е најзначајното, е токму тоа е местото каде што треба да се почне. Направете систем кој во овој момент ќе ви одговара и може да почнете. Например, доколку ви е најважна емоционалната состојба, целото планирање и сите приоритети ставате ги таму. А потоа,
другите системи малку по малку ќе почнат да се прилагодуваат на тој систем. Како да се организирам со мало бебе кога не знам ништо однапред што ќе се случи? Со бебе може да постојат некои рутини кои што се стабилни, например спие тогаш и тогаш, станува тогаш и тогаш, цица тогаш и тогаш, толку пати и така натаму. Во кое време од текот на денот имате помош и поддршка. Во тој истиот период може да се направи некаков систем за да се организирате подобро. Но, овде сакам да споделам нешто многу важно. А тоа е дека со мало бебе е всушност период кој што е многу ранлив и кој што е многу важен. Па, најмалку нешто кое што е потребно е некоја одлична организација и некоја голема продуктивност во тој период. За мајката со мало бебе продуктивност е да се одмори, да има доволно млеко, да има доволно сила, како би можела да го нахрани бебето, како би можела да има доволно млеко за него, како би можела да успее да испере, пружи, испегла, здипли и така натаму. И секако со мало бебе грижата најчесто е токму кај мајката, односно примарната личност која што му пружа грижа на бебето е мајката, и затоа е ова многу важно прашање до мајката која што исто така ова го поставува, зошто пак толку таа очекува од себе да биде организирана или продуктивна. Одлично е ова прашање, затоа што не е период со мало бебе, ова се некои други периоди во текот на животот, кога ние сме посебно рандливи, кога на некој начин постојат потреби и приоритети кои што се поразлични. Тука не можеме ние веќе да одиме само од желбите, туку многу е важно да бидеме во склад со нашите реални потреби. И во овој момент, кога ќе испланираме, ние важно да планираме од позиција на потребите и системот тогаш ќе има смисла и ова прашање само од себе ќе се одговори. Не знам како да останам доследна и истрајна во реализација на планот. Имаше многу вакви прашања, не сакам да планирам, не знам како да истраам, не можам да сум дисциплинирана, не сакам да сум дисциплинирана на работа, додека сум ќе спланирам нешто, па дома веќе тоа не важи, не знам како да го распоредам времето. Се согласувам дека понекогаш 24 часа се премногу малку за сите наши желби, меѓутоа и за сите наши потреби. И затоа е важно да си ги знаеме нашите потреби и прво нив да ги задоволиме, особено ние примарните, и тука е таа и за одмор, и потоа да се префрлиме на желбите. Замислете на работа да немате менаџер, сите да работат што стигнат, да сте потполно хаотични и да доаѓате кога сакате, колку сакате, како сакате. Имаше споделување. Не сакам кога морам да исполнам нешто. На кого водите инат? На мама? На тато? На баба? Децата често се твртоглави и не ги исполнуваат задачите кои им ги кажуваат за да се почувствуваат, за да почувствуваат контрола, моќ и да се почувствуваат слободно. Но кога планираме сами за себе, зошто да постои таа тврдоглавост и инаед? Во моментот кога ќе си расчистиме со себе си, ќе си негуваме здрава љубов кон себе и ќе знаеме што е оно кое што ни е потребно, како и оно кое што го сакаме во животот, ќе почнеме да сакаме да сме исполнителни и да си ги оствариме целите. Докажано е дека штеклирањето на зададени задачи помага во мотивација, а дисциплината е нешто кое што дефинитивно бара наша волја. Убав трик за истрајност е после одредени победи да си се наградувате себе си. И секако ова не мора да се големи победи. Оно што е важно е тие награди да не се што било. Многу често наградите можат да бидат непотребна храна, непотребна облека или нешто слично. Поентата е да биде тоа награда која што ќе ве мотивира дополнително, нешто кое што е здраво и нешто кое што е добро за вас. Секако дека тоа може да е храна, но гледате да е тоа некоја добра храна, нешто што нема да си го дозволите или што ретко би си го дозволиле и слично. Да не биде тоа награда која што несвесно се случува, и тоа многу често се случува кога жените, например, се дома. Ете, денес исчистив, средив се дома и сега можам да си седнам, да си пуштам телевизија и да си каснам нешто, и тоа е најчесто нешто што воопшто не е здраво или е повеќе од што треба.
односно што не е во склад со потребите, туку е некоја желба која што е најлесно во моментот да се исполни. Тука е многу важна свесноста и свесноста за системите. Но, доколку наградата е специфична, нешто кое што многу ви е потребно или имате огромна желба, ќе сте внатрешно мотивирани и на тој начин ќе успеете да бидете подисциплинирани и подоследни. Што кога ќе ти пропадне планот и не можеш да се вратиш назад? Зошто да не можеш да се вратиш назад? Од која причина пропаднал планот? И, например, доколку пропаднал затоа што нешто искрснало, а сепак е возможно да се случи, да се оствари, тогаш продолжете како ништо да не било. На диета сте, се биле на слава, стизеле нешто повеќе што треба, па следниот ден сте на гости, па пак сте каснале малку повеќе, потоа киселини сте имале следната вечер ради промена на исхраната и повторно сте вечерале. И добро да ништо страшно, продолжете си како ништо да не било. Што ќе сменат неколку денови? Што ќе сменат и неколку недели? За некои цели планови дури неколку години воопшто не пречат. Сосема е во ред да имаме паузи измеѓу целите и соништата. Што ќе речат мајките на породилно? Што ќе речат луѓето кои што одат на боледување по долго време? Или луѓето кои што се соочуваат од одредени ситуации во животот, големи таги, загуба на драги личности, војска и така натаму, или работа во странство. Во животот е нормално да се случат некои работи кои што одреден период ќе ги поместат плановите. Сега, доколку планот не е возможен од X причини, тогаш е време за потполно нов систем. Враќањето назад нема да се случи. Не е поентата да се вратиме назад, туку е време за различен систем. Барете помош, поддршка, личности кои може да ви се најдат и не правете ригидни планови, премногу ограничени со време. Некој нешто може да се со време исто така многу ограничени, бараат да се ограничени со време, но некои може да бидат само во одреден блок часови во текот на денот. Односно во склоп на некоја рутина како утринската или вечерната. Значи не е да бидат од 7 до 8 часот, туку ќе вежбам наутро од периодот од 7 до 11. Значи тоа е оној блок часови во текот на денот. Како ова не би било предолго, јас тука ќе завршам, а следниот пат ќе споделам нешто многу повеќе. Се надевам дека ви се допадна до тука и дека ќе станете малку посвесни за системите кои што веќе ги живеете и можеби со многу мала промена одредени системи ќе ги промените и вашите планови и цели многу полесно и побрзо ќе се остваруваат. Поздрав!